Колешке Мираковска, морам со жалење да кажам дека вашиот говор беше премногу патетичен. Имавте грч на лицето и знаете дека во овој момент кога излегувате пред македонската јавност, правите предавство на македонскиот народ. Дојдовме овде да слушаме, односно да видиме кои се вашите аргументи за тоа дека овој договор е добар. Но вие наместо да кажете аргументи, да дадете аргументи зошто овој договор е добар, вие раскажавте приказни за деца и ништо не кажавте. Како дипломиран правник, очекував од ваша страна да излезете овдека, од оваа говорница, да ги дадете сите правни аргументи за добриот потпишан договор. Но не дадовте. Вие имате, како пратеник во ова собрание на Република Македонија, имате една и единствена обврска. Да го чувате интегритетот на Република Македонија, да го спроведувате уставот и законите кои што постојат во Република Македонија. Барањето од нас да гласаме за неуспешен референдум и за промена на уставното име на Република Македонија е барање од ваша страна до сите пратеници во собранието на Република Македонија сами да си одредат казна. Колешки Мираковска, како дипломиран правник, ке знаете дека за еден склучен договор, без разлика дали станува збор за договор кој што е склучен помеѓу две страни во Република Македонија или меѓународен договор, треба да се потпишат две страни. Овој договор првпат во историјата и на Република на Македонија, но и на меѓународното право е склучен помеѓу две страни, од кои што едната страна е незнајна страна. Јас не познавам договор кој што е склучен со незнајна страна. Пишува првата договорна страна Грција и втората договорна страна. Колешки Мираковска, како дипломиран правник треба да знаете дека ваков договор е ништовен договор. Правото не познава признавање на ништовен договор. Понатака, колешки Мираковска, сакате да велите дека ќе сме ги имали истите права. Да ве потсетам дека во рамките на овој договор стои дека првата договорна страна ќе одлучува за употребата на историските символи на втората договорна страна и дека втората договорна страна ќе има право да ги користи историските символи само под услов ако првата договорна страна, а тоа е во случајов Грција, го дозволи тоа. Дали ова значи капитулација од страна на Република Македонија и на секој еден пратеник во ова собрание кој што ќе гласа за овој срамен договор, или тоа значи добро за граѓаните на Република Македонија? Очекувам од вас многу повеќе, очекувам од вас да ги дадете сите правни аргументи, ако воопште постојат, дека овој договор е добар.